благодарам. Почитувана колешке, на самиот почеток од вашето излагање истакнавте нешто што е тотално спротивно на она што го имаме пред нас, конкретно кога говориме за буџетот за 2019 година. Кажавте дека овој буџет нуди стабилност и безбедност и дека истиот главно бил фокусиран на граѓаните. Така го започнавте вашето излагање, што сметам дека апсолутно е неточно, бидејќи еден ваков буџет каков што го имаме денес пред нас, истиот можеме да го карактеризираме само со две карактеристики. Прво, дека буџетот за 2019 година е нераздвоен и второ, дека буџетот за 2019 година не кореспондира или не соодветствува со реалната ситуација во која што Република Македонија се наоѓа. И овие две карактеристики, почитувана колешке, се мислам доволен показател за граѓаните во Република Македонија да знаат дека во 2019 година не може да бидат ниту сигурни со еден ваков буџет, а најмалку може да бидат безбедни. Вие потенциравте дека главниот фокус буџетот за 2019 година ќе биде ставен на граѓаните, но меѓутоа амандманската расправа која што ја имавме и самите вие бевте присутни на истата, кој што амандманите предложени од моите колеги од опозицијата главно беа фокусирани исклучиво на барањата и потребите на граѓаните кои што ги имаат и истите беа преточени во амандмани. За жал, ниту еден амандман кој што се однесуваше, било да е за изградба на канализација, изградба на водовод, на локални патишта, регионални патишта, не сакам да говорам за магистрални патишта и автопатишта, тоа е веќе измислена именка за вас, но меѓутоа градинки, училишта, спортски сали, ништо од овие амандмани апсолутно не беше прифатено од страна на министерот и заменичката министерка за финансии. А не убедувавте дека за секој еден потрошен денар во минатото, кога се креираат другите буџети, дека граѓаните треба да бидат соодветно информирани. Тоа, за жал, го нема. Од друга страна, еден друг сериозен показател, кој што е од исклучително значење за економијата да оди во висока инстанца, апсолутно и тој фактор беше занемарен при концепирањето на овој буџет. Значи, бизнис сферата, бизнис секторот, апсолутно не беше консултиран не само при креирањето на буџетот, него при промената на истиот во текот на амандманската расправа. Затоа, почитувана колешке, да не говориме ниту за капитални проекти, видовме колкава е реализацијата на капиталните проекти во текот на 2018 година, затоа буџетот, за да кажете дека е безбеден и дека е сигурен, тогаш многу зависи пред се од тимот кој што го проектирал и креирал, а истиот кој што треба да го реализира. Ви благодарам. Благодарам.